Пак си замислен нешто. Кажи што мака имаш. Не ми се товари, жено. Нема мака. На друг тоа да му го кажеш. На друг што не те знае. А не мене што животот со тебе го поминав и те знам. Имаш некоја мака, голема мака. Ја кажи ми, човеку, кажи ми, да може и јас ке можам да ти помогнам. Абе, не ми се товари толку кога ти велам. Нема мака. Имаш мака. Нема мака. Имаш. Вчера двајца врати. Двајца болни врати не им даде тревки. Имаш мака. Абре, жено, ако сум еким, јас не сум чудотворец. Не сакам да дадам трева, ако не знам која болест ја лечи. Јас сакам да дадам само од оние треви, да знам која болест ја излечи. Кај се видело да има такви тревари, човеку, еј? Ти треба да им дадеш трева. Па ако фати лекот, нека фати. Ако не фати, па ти си тревар, не си воскреснувач, еј? Не. Не сакам да сгрешам. Не. Јас сакам да знам точно која треба да дадам. Ете, затоа го молам со денови, со ноќи го молам горниот да ми каже, да ми даде некој знак, која треба за која болест е. Така? Така, со лесна душа после ќе ги давам тревите, зашто ќе знам која болест може да ја излечи, а не да оттрујам, не дај Боже, некој човек. Еј, да чува Господ и да брани. Ти со сиот ум се носиш со таква мисла, за тоа нешто го молиш Бога? Ќе видиш дека ќе ме чуе и ќе ме разбере. И може некој знак ќе ми даде. Како да ги лечам луѓето? Оти со добра мисла тоа го правам. А и знаеш, оти сакам да бидам најдобар еким во царштинава. До царот да стасам. Ќе дојде жената, што доаѓаше вчера и што рече дека има голема мака. Да се симнеш долу, да и дадеш треви, а тие молитвите што го молиш Бога да ги оставиш за утре. Ако не знам која треба да ја дадам? Еве го пак. Ама што ти е тебе, човеко? Што ти ако не знаеш која да ја... Сите те знаат. Сите знаат каков тревар си. Немој да се плашиш. Па баш и ако не знаеш која да ја дадеш, дај и некоја. Ако не и дадеш лек, ќе и дадеш надеж. А и тоа понекогаш може да излечи. Да даде горниот. Да може така, да дувне едно ветре, да ги затресе тревите, да осетам тие да ми прошепотат која од која болест се лечи. Разбираш? Шо? Да дувне ветер, а? Па. Чекај. А ако не дувне ветер? Ако не дувне ветер,
да ги занишам така со раката и тие Што? Да ти замирисаат? да ми прошепотат. Да ми прошепотат која за која болест е. Тревите. Тревите. Да ти прошепотат. Да? Арно. Така нека биде. Само утре. Утре, сега не. Сега симни се долу. Жената те чека. Дај било која тревичка, а утре нека ти шепота тревите. Шом толку знаеш, оди ти да ја даеш трева долу. А мислам дека не вчера. Има. И. Кој си ти? Кој си ти, човече? Што бараш од мене? Ништо не барам од тебе, човече. Туку дојдов и јас нешто да ти дадам. Еве, долго време како ме молиш, тревките да кажуваат која болест ја лечат. И јас ке ти кажам. Ке се качиш на врвот од вашата планина. Тамо ке пронајдеш една тревка. Јас знам таа тревка. Ама не лечи од ништо. Точно е тоа. Таа навистина не лечи ништо. Но таа знае да ти каже која тревка од која болест лечи. Затоа ќе земеш од тревката, ќе ја замесиш во леп, ќе го изедеш лебот и ќе почнеш да ги разбираш тревките. Ќе ја допреш со раката и потоа самата таа ќе ти каже дали може да ја лечи таа болест или не. Значи на сите овие молитви ме слушна горниот. Сполај ти, Боже, сполај ти. Сполај ти за ова што ми го каже. Што ме гледаш? Пак ли? Пак ли? Шо пак, ма? За лебот, а? Па тоа сакам да те питам. Кога рече фурнаджијата ќе биде лебот готов? Ме пукна со тој фурнаджија. Ме пукна со тој леб. Што ти е тебе, гајле, кога ќе биде лебот готов? Како мене шо ми е гајле? Чекај. Ми е гајле. Гајле ми е за лебот, ми е многу гајле. Јас го нарачам. Од кога тебе ти е гајле за леб и за фурнаджија? Кажи ми, тоа си е моја работа. Твоја работа е... Сега ќе ти кажам. Твоја работа е да одиш кај болните долу кај болните. А лебот кога ќе биде готов, јас ќе го донесам и ќе ти кажам. Сега кај болните да одиш, а ти идж да не му ја мислиш и да не ти е гајле, ме разбра? Значи, сега да не му ја мислам, ич да не ме е гајле. Идж да не му ја мислиш и идж да не ти е гајле. Калфа! Дојди малку да чист воздух, хајде. Видиш што убаво време. Абе, газда бе, Лепчево. Тоа Пеља не снајде. Оти? Како вака никогаш не бил, и тоа е баш лебот на екимот. А тој па како што е криво насаден, ти ни ја расплаче мајката. Не се сакалдисувај бе, газда. Шо ако е на екимот? Не е бележано, не е со печат? Ќе му дадеме некое друго што личи на неговото лепче и ни лук, јал? Ни лук, мама мирисал. Знаеш дека си умен? Од тебе ќе биде мајстор. Да. Слушај, овој ќе го продадеме на некој
сиромав. Така. За поевтини пари. Така. Оти е подгорено. Да. Подгорено. Така ќе да. Така ќе стора мајсторе. Иш да не береш гајле. Оди си сега разгорија втората фурна, а јас ќе продавам. Разбираш ли? После ти ќе продаваш, а јас ќе дојдам да разместувам. Хајде. Од тебе ќе биде мајстор. Па ти се знаеш, не треба ништо да ти кажувам. И од тебе учам бе мајсторе. Е, се уште да дојде некој да му го тапусам ова лепчето, ќе свршиме работата. А? Фурнаджија! Излези малку. Охо, добар ден, повели. Момче. А, Шо? Не знае дека си момче. Ова, Калпа. Калпа. Лебаш, лебарче сум. лепче за продавање? И како сум немал бре, како сум не па фурна не е ковачница да ја. Абе добро, фурна е, ама знаеш, си мислам да не печите за други, така, каде не носите по Ние куќата. и едното и другото го преме. Аха. Печеме и за други, а и печеме тука за продавање. Што туку сега извадивме топол тазе леп, како душа, знаеш како мириса. Затоа дојдов да си купам, затоа што цел сокак мириса на лепче, да ми се пријаде. Дај ми така едно, помало, како за мене. Како за тебе? Да. Имам едно токму како за тебе. Ај. Чекај тука. Еве го, ова ќе ти го дадам, поевтино ќе, малку е подгорено, ама за тебе тамамо е. Шо? Абе, што е поевтино убаво, ама многу е подгорен. Многу, а? А да не е толку подгорено, едно такво да ми даеш. Не подгорено, ама малечко. Много, арно, ти твои пари се ти така си се. одбираш са. Ако не ти чини, ќе ти дадам се. Почекај тука. Ајде тука. Еве, ова е така, тамаме. Меко душа. Што е убаво, леле. Тамам. Ке си се накркам, значи, што софра ќе Ај. Фај се така. Со здраве да си го. Шо? Јајца? Јадеш лепчето, добро. лепчето. Ај, со здраве. Ај се здраве. Шум тој не чеше да го купи лепчето од Екимот, што ќе беше ако му го дадевме на Екимот. Леле, а каков е лут, ќе не испокршаш очотек и мене и газдата. Не иди уште еден муштерија. Тој по Сиромов ми стои од првиот. Може, ќе успеам нему да му го тапусам изгореното лепче. Фурначи! Момчи! Ајде излези малку. Тука сме. Добар се! Добар ден. Топло е лепчето. Не да, меко е топло како душа е. Дај едно. Зачичко едно. Имам едно за тебе. Поевтино ќе ти го дадам. Почекај малку тука, сега ќе го видиш. Зашто бе поевтино да ми го... Како за тебе. Малку е. Не се плаши. Малку е подгорено. Затоа ти го давам. Не, треба да го платиш право. Не, ја да го папам сакам, не да... Ама знам, ама види, јас морам прво да го... Со зъбите не сумарен бе. Малку е препечено. Да ми донесеш некое по-мекичко по душите. Така, Ај види чепни таму. Ајде. Ова не, Не бе ова бе. Дај некој то да прави. Еве ова. Ова е, меко како душ. Ти си даваш пари, ти си бираш. Ама доста зборење ќе ми се олади лепчето, што ќе јадам после? Ајде така, со здраве да си го ручаш, лепчето. Фала ти. Ајде, со здраве. Се гледа дека јас тебе ќе те јадам денеска. Никој не сака да те купи. А да не му го јадам лебот на мајсторот што е за продавање, тебе ќе те кркнам. Препечено,
ќе те кркнам. Така ти било пишано. Ајде. Ете, не помагаат ни парите. Ни силата, ни заповедувањето на сите војски си од народ. На болеста не можеш да ја заповедаш да си замине. Царице, какво заповедање, мр. Знаеш што? Ми се иди да ја молем, на колена да ја молам. Нека отиде во пуста гора, само да ми го остави детето раат, еднаш да ми се крене на нозе детево, да го видам како пее, како се смее. Сите лекувачи и сите тревари и бајачки ги доведовме да ја лекуваат. Ама лек не најдовме. Не, што ако ги доведовме? Ама ние сме толку лоши за да не снајде ова. Така си е, жено, така е, царице. Се изредија сите поред тука, и екими, и илјачари, и бајачки, и бајачи, и гледачки, и ништо. Сега нема кому да му верувам. Ете, тоа е работата се. Шо е, бе, вие двајцата? Што ме гледате така како да сакате нешто да ми кажете? Сакаме. Тогаш кажете. Ако е што годе, немојте да зборувате зашто гледате на какво дереđe сме. Не што го де честити царе. Замаката е. Зборувајте де. Денеска ние честити царе по ваша заповед бевме в чаршија. И таму чувме за еден тревар, што ги лечел сите болести. И Знаете ли колку такви поминале овде? Знаеме, пресветла царица, знаеме. Само велат дека овој го разбирал јазикот на тревките и тие сами му кажувале дали и која тревка може да излечи некоја болест. Ве гледам и ве слушам, ама знам дека ова што го кажувате, ни лудиот не може да го поверува. Ама ете, маката ќе ме натера и на тоа, да почнам и на ова да верувам. Затоа, ајде, да најдете некој, да го пронајде човекот и да го доведе тука. Ние го пронајдовме, честити царе, и веќе е тука. Со сите тревки дојдене и чека. Доведете го. На ништо веќе не се радувам. А во чуда не верувам. Го знаел јазикот на тревите. Сум слушнала дека го знаат јазикот на птиците, на змиите, ама на тревите уште не сум слушнала. И па, како може да го знае јазикот на нешто што нема јазик? Хајде да видиме. Ти ли си, бре, тоа што зборувало со тревките, а? Не, јас не им зборувам, тие сами ми кажуваат. И така ќе поминам покрај тревките и тие сами ми кажуваат, ела да ти кажеме кој сме, за што сме. И така јас, ако некој е болен, и ќе поминам кај тревки, така ќе со раката наднив, така ќе поминам и ќе прашам за таа болест која, и самата тревка ќе се занеша честити царе и ќе каже за која болест е тревката. А ние пак ти веруваме. Мислиш дека ти веруваме? Не. Знам јас дека не е за верување. Ама ете, од овие тревки јас многу се збогатив. Чекај бе. А куќе направив голема. Невеста зема богата. И се од тревките. Никој до сега не се пожалил, че есте царе. Никој. И еса понатаму што ќе биде, Господи. Добро, чекај бе да те опитам. Ами ти вакво си родено ли бе? Али од скоро ти е, а? Не, јас сум родено како што сме родени сите, нели? Е така, ама, како што сам да кажам, ова, јас сум работам во фурна, кафа, и ме викат Лебарче ме викат. Како ти га?
Фурнаджиća. И откаде сега лебарчето да биде треварче? Откаде де? Ја не, откаде? Така е са ја ви кажав, пред ви кажав дека, ето така, шо откаде? Шо? Шо де шо? Те слушам цело време како зборуваш, бе, човече. И мислиш што ти сакам да те слушам? До тука ми е дојдено веќе од такви како тебе. Ама ете, морам. Маката ме натера. Та Белки ќе биде нешто од тебе. Слушај, ај доста зборваше, ај оди види ја ќерка Митрова. Ај. Уште еден ли, татко? Уште еден ќерко. Ишала, ейвала, како мирисаш, машала. Еве, чести царе, ова тревка е илја за чечка. Та сама ми кажа, бе. И како? Што како? Како? Прво ќе почне да пие по една капка, а после ќе пие по една чаша? Не, по една лажица, 3 пати по една лажица на ден ќе пие. И ќе заврши демек со чаша. Не, лажица. А ти знаеш што? Ти ќе завршиш во апсана. А бре, треварче, лебарче, фурнаджиче. Ами, јас толкува време сум над главата над детето мое, со сите тревари. Те и јас полека тревар ќе станам. Знаеш што правиш бе ти? Ова е отровна тревка. Отровна! Кај што детето е болно, поушто од ова да пие и да се отруе, абе ти детето сакаш да ми го отруеш, бре. Ама чести царе, немој. Така, требата, еве, сама ми Што бе, ти шучка? Не, ми шепоти. Ми шепоти, вели, јас ќе тревката ќе излечи. Не ме пикај апсана. Не, ти ќоиш апсана сега за ова работа, а утре јас тебе убаво ќе те сослушам да видам за ошто сакаш ти со оваа тревка да ја лечиш ќерка ми, со отров. Страна! Носи го! Ама, ти царе, ами те... Ајде, не сакам пуќе да те гледам. Да не сакаш нешто, ќерко, а? Знаеш што сакам, татко? О. Кисела зелка сакам да си каснам. Ајде, ќе му кажам јас на слугата, нека ти донесе една кисела зелка да си каснеш и една чаша расолница сетна да си испиеш. Ќе си каснеш зелка. А го виде ли овој треварчето? Шала е вала како мирисала, машала. Слушај, што да му направам јас? Пушти го, нека си оди. Сгрешил човекот. Добро. Арно велиш, ама пред да го пуштам, прво ќе го распрашам за ошто сакаше да ми те отруе. Та беше отровна тревка. Ајде јас ќе одам, а за ова убаво рече ти. Една кисела зелка да каснеш. Ама и од мене една чаша расолница да си испиеш за да... Ајде, си имам јас работа. Ајде ќе одам така. Ќе си каснам, татко. Шо са? Те слушам и ништо не можам да те разберам. А си реков, за еден ден се ќе разберам. Ама ништо. Од кога ме фрли апсана четите царе, јас мислав. Многу мислев. Јас си мислам, вака било така. Сега, не знам дал да ви кажам, царе, дали го викнавте хекимот од моето место, може би, тојте ли ќе ви кажу тие, може јас грешам, не велам, не. Чекај бе, дете. Сакав да бидам справедлив. Им јадно? Затоа и порачав да дојде екимот. И тој е тука. Сега ќе Кај? Ајде,
Ај, викни го Екимо, нека дојде. Повели честити царе. Слушај сега, Екимбаши. Бујрум. Ти ова, чуешенце, го знаеш, али не го знаеш? Ова, Ај, види го, пули го. ова. Пули го. Ова е фурнаджиче. Шо леле? Не леле кај, фурнаджиче. Лебарче. А леварче. Калфа кај. Точно. Како? Кажи Да. Па, ете, го знам, таму сум го видел, јас честити царе. Шо сега? Шо се? Ще попознаш? Са вака. Шо сега? Еден ден Кажи. дојде, донесе едно лепче замесено. Тој да му го испечам јас во фурната. Точно. Ама јас не знам, се заматкав лево, десно и лепчето негово прегоре. Прегоре лепчето негово. И сега јас му дадов друго лепче, исто тако друго лепче. И неговото лепче јас го изедов. Како го изедов јас неговото лепче, почнав да ги слушам тревките. И са си мислам. Што си мислам? Си мислам... Што си мислиш? Да не имаш клајно нешто во лепчето ти. Еле, честити царе, го слушам и сега гледам каква била работа. Па тој ми го зел лебото од устата, честити царе. Кажи не убаво да разбирам. Ама прегорено беше, како не викам. Полека, бе, дете, полека. Прегорено, не прегорено, ама лепчето јас си го замесив. И внатре му ставив една трева, од која што требаше јас потоа да научам да ги слушам и да ги разбирам другите треви. Разбираш? А тој ми го изел лепчето. Ама јас Јас ја барам таа трева, потоа сакам да си замесам друго лепче. Барај ваму, барај таму, нигде тревка нема. Разбираш, честити царе? Многу тешко ми беше. Ајде, честити царе, Полека, не можам да ве разбирам сега. Еден по еден, убаво кажувате. Ај, почни ти, па сетне ти да продолжиш, да можам да ве разбирам. Еве вака, честити царе. Па земав едно, да кажа се, леп, а јас му го дадов, тоа замесено лепче. И му викам, види, наđiće, лебарчиće, лепчето. Разбрав сега. Каба е Се разбрав јас. Ама ќе ве пуштам обајцата. Денеска сум на кејф. Јако ти сакаше со ова, со отровната тревка, да ми ја лекуваш керката. Абе, пред да заминам, честити царе, сакам да ве прашам, како е ќерка ви? Како е? Оздраве. Стана ли на нозе? Се подопра и добра е, уште не е крената на нозе, ама иншала. Иншала е, баба, машала. Ќе се крени на нога. Добра. Од што се оправи? За тревки не сакам да ми спомниш. Ајде мол. Работата ќе ви кажам што била. Што била? Се оправи од кисела зелка, од расолна. Од расолна. И текна една расолна зелка да касне и дадовме и лека полека ја изеда расолната и се оправи. Значи леко бил 5 пари, само требало човек да го знае. Да ве прашам, честити царе, да ја видам јас таа зелка тако. Што ќе видиш, лека полека ќерка ми се изеде целата зелка. Остана саде кочано. Кочано? Кочано, ако... И кочано те важе. Кажи му на овој слугата твој, на овој стражарот, нека го дојси кочанот, да го видам јас кочанот. Донеси го качанот. Ајде, донеси го кочанот. И уште нешто, честити царе, јас сакам да кажам како постареким. Јас сакам да го тужам. Оти да ме тужам. Сакам да ми го зема лебото Не дустата. видува таа работа. Лепчето. Сега ќе ми ти кажам една што е рекол народот. Што рекол? Не за кого е речено, ами за кого е печено. Ама го препечено. Јас сакам да му... Еве го кочанот. Кочанот. Па, зелка. Расолна. Кажа нешто кочанот.
Види, види, Ете ти, царе, Ова, види. Змиче! Змилче, машала. Бе, Како се како? изсушило. Поцрнело, бе. Ами, Може би Ау. от да ти кажам, зачести савет. Ова змилче, додека зелката си растела, си виткала лист по лист, нели? Така си врзувала. Врзувала. Лист по лист врзи, лист по лист. Така. И влегнало змилчето во зелката и останало таму. Видело, не видело, пуштило отров во зелката. Отров, царе, отров. Од тој отров од змилчето, вашата ќерка честити царе оздраве. Оздравела. Таа тревка што јас сакав да ви ја дадам, го има истиот отров што го имаше во зелката. Истина, бе? Да. Кала е, вала. Така ќе да е. Лебарче, како ти вика. Фурнаđiće. Јас сум решил сега вака. Вас двајцата ќе ве оставам тука кај мене на дворецо. Да бидете екими. Ти ќе бидеш главниот еким, а ти ќе му бидеш помошнико. А, бидува ли, а? Еми на вакво екимче. Бидува. Ќе му бидам помош. Бидува. А така, бре.